Четврток, 19 март, кратки вести во 12 часот. Предлог законот за заштита од пушење на 24 март ќе биде на седница на влада и после тоа ќе биде процесуиран до собранието. Побројни реакции од угостителите и тутунската индустрија, направени се дополнителни анализи и разговори пошто решенијата се прилагодени. Една од клучните новини што терасите ќе може да функционираат како дел за пушење и со две отворени страни наместо претходно предложените три. Најголема опрска за сопствениците на локали ќе биде да обезбедат одвоен влез за делот каде што не се пуши, со цел да се заштитат граѓаните кои не консумираат цигари. Властите очекуваат со новите мерки во наредните години значително да се намали бројот на пушачи во земјава. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец март оваа година изнесува 67.818 денари и е зголемена за 436 денари во однос на претходниот месец. Зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошничка за првите 3 месеци од годинава изнесува 2326 денари. Во земјите од соседството, со сет мерки поради скокот на цената на нафтата, се штити домашниот пазар, додека кај нас надлежните велат дека активно се следи состојбата и ако треба веднаш ќе се интервенира со мерки. Една од опциите е да се намали ДДВ-то од 18 на 10% па на 5%. Охриѓани, и сите граѓани на Република Македонија имаат можност уште еднаш да ја покажат својата хуманост и сите заедно да му помогнеме на 5-годишниот Љубен од Охрид. Од најрана возраст тој се бори со страбизам и во моментов се наоѓа во болница каде чека за операција која чини 2000 евра. За помош на Љубен покрај жиро сметка отворен е број на T-Mobile 143 114 на кој можат да донираат сите хумани луѓе. Времето денес променливо облачно со услови за повремен дожд, дува умерен североисточен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.